Значи вака, вчера Министерството и официјално прогласи епидемија на цела територија на Република Македонија. Засегнати сме и ние како град, но не со алармантни бројки, имаме само еден невакциниран пациент, кој што е регистриран во Центарот за јавно здравје. Кажете ми вие како долгогодишен педијатар, вашите искуства и вашиот прв коментар кога ја слушнате дека надлежните прогласуваат епидемија. Право да ви кажам дека навистина вчера Комисијата за заразни болести, која што е во склоп на Министерството за здравство, прогласи епидемија на ниво на цела држава. Со тоа можеме да кажеме дека состојбата не само што не се подобрува, некаде почнаа првите случаи некаде околу декември, веќе сме април, туку навистина се влошува и заради тоа мораше да се прогласи епидемија на ниво на цела држава, за да можеме да најдеме начин на кој што ќе можеме да ја сузбиеме понатамошната прогресија на болеста на морбилите. Пред да кажам било што морам да кажам дека за жал болест која што е била ерадицирана во тек на 20 век, сега во 21 век зборуваме за болест која што е болест која што е витално загрозувачка за малите деца, особено за малите деца невакцинирани. И е била искоренета, меѓутоа сега повторно зазема замав, а тоа е заради недоволна информираност на родителите, заради користење и читање на фейк вести, лажни вести, каде што вести што не се базираат на медицина базирана на докази, тука едноставно на медицина, воопшто не е стануван избор за медицина, тука на едноставно на некои се измислени вести кои што зазимаат замав и се ствара паника за вакцинирањето на децата од морбили. Жалосно е, во некаде 80-те години ние имавме вакцина на морбилите, беа уфатени над 90%. Од сите деца беа вакцинирани и мораме и сега да го достигнеме тој број од 90% вакцинирани деца ако сакаме да престане епидемијата од морбили. Моментално вакцинацијата на ниво на држава е некаде околу 85%, Скопје беше дури под 70%, Струмица е релативно се држи добро, некаде околу 90%, 89%, 90%, меѓутоа е под границата на која што ќе можеме да ја ерадицираме настанатата епидемија од морбили. Токму поради тоа и се прогласи состојбата алармантна, се прогласи епидемијата и се воведува некои мерки кои што треба да ги практично сите ние следиме и применуваме ако сакаме да не дојде до ескалирање на целиот проблем. Од тоа што прво значи сите возрастни групи кои што не се редовно вакцинирани или се вакцинирани со една доза на вакцина, тоа значи некаде станува збор од 14 до 60 годишна возраст. Ако се вакцинирани со една доза, веднаш треба да одат да се вакцинират со втора доза или ако им е непознат вакциналниот статус, треба да се вакцинират практично сите со 2 дози на морбили. Децата до 1 година, кои што на жал се најкритичните група на деца, заради тоа што не се уфатени со вакцинацијата, сега е слегнена на некаде значи од 6 месеца може да бидат вакцинирани, со тоа што ќе се определи, сепак лекарот треба да каже дали тоа дете на 6-7 месеца треба да се вакцинира или не. Главниот збор го кажува лекарот, бидејќи има и некои други параметри кои што треба да ги следиме за да може да го вакцинираме детето. Морбилите е високо контагиозна болест, заразна болест, вака народно да кажам. Практично од 10 луѓе што се наоѓаме во просторијата, ако имаме само еден заболен, 9 ќе заболат. Значи ќе бидат офатени од морбили. Многу често пациентите се да ме прашат дали ако се редовно вакцинирани децата ќе заболат од морбили. Да, може да заболат од морбили, меѓутоа клиничката слика ќе биде многу едноставна, ќе биде лесна и ќе немаме тие фатални последици со откажување на белите дробови и со појава на енцефалопатиите кои што се практично состојби кои што се витално загрозувачки за самото дете. И поради тоа се воведи една мерка невакцинираните деца воопшто да не се примат во градинките, тоа мора да се применува и строго ќе биде контролирано и казнато од страна на Министерството за здравство, се со цел да можеме некако да ја сузбиеме епидемијата од морбили. Така. Пред да почнеме да зборуваме за превентивата, односно за мерките кои што и вие како лекар ги поддржувате, да позборуваме збор 2 околу антивакциналната кампања, која што не ја разгоре само
антивакциналната последствија кон МРП вакцината, туку на генерално ниво кога станува збор за вакцините. Знаете што ќе ви кажам, значи еве денеска излезе и Светска здравствена организација со еден податок дека заболените од морбили е 4 пати повисок за разлика од претходната година. Значи тој тренд на појава на морбили не е само во нашата земја, е на ниво на светска. Мислам во ниво на светот и некаде преска прочитав дека најмногу заболени имаме во Украина, мислам некои од овие африканските земји, некои од европските земји, дури и во Соединетите американски држави, таму е зголемен бројот на болни од морбили. Зошто се подигна ова антивакцинална антиваксерите кампања? Се појави, сега точно не знам која година, се појави еден труд дека МПР вакцините предизвикуваат аутизам, меѓутоа подоцна тој труд, само еден труд постои, значи, за да се сето тоа разгоре. Меѓутоа подоцна се утврди дека тој труд што е направен нема определени стандарди на испитувањето како што треба и целосно тој труд се повлече. Меѓутоа проблемот веќе е настанат и тоа се разгоре како еден шумски пожар. Можам одговорно да тврдам дека не постои никаква поврзаност помеѓу морбилите, т.е. вакцината за морбили, паротитис и рубеола и појавата на аутизмот. Значи тоа е докажано со многу бројни медицински истражувања и медицина базирана на докази и појавени се, јас имам и на ова, сега да не кажам, меѓутоа на мојот Facebook профил ПЗ педиатрика Бамби ги имам и објавено сите тие значи исследувања и испитувања кои што токму утврдуваат дека нема никаква поврзаност помеѓу МПР-то и аутизмот. Зошто настана, практично зошто некој пат се поврзуваат еден-два збора само за болест аутизам ќе кажам, или тоа е пореметено однесување во детството. Целокупната манифестација, целосната клиничка слика на аутизмот се појава негде во 18-тиот месец од возраст. Претходно постојат некои стигмати кои што може некој искусен педијатар да ги увиди, меѓутоа целата клиничка слика и кога родителот веќе може да го забележи, некаде е тоа настанува меѓу 18 месечна возраст. Вакцината е на морбилите е негде 13-14 месечна возраст и родителите, сакајки не сакајки, практично ја укривуваат ставањето на вакцината со појавата на аутизмот, меѓутоа еве одговорно тврдам дека тоа нема никаква мислам релација. Битно е детето при ставањето на морбили сепак да биде прегледан за било која вакцина, не само за морбили, треба да биде прегледан од лекар, да се утврди дека е релативно здраво дете, дека немаме некаква контраиндикација за ставање на вакцините и треба да се приме вакцината. Така, јас спомнам вашата ординација. Вчера во текот на вчерашниот ден на социјалните мрежи се појави еден ваш апел кон родителите да бидат малку погрижливи и повнимателни кога станува збор за однесувањето, се со цел да имаме превенција и спречување на понатамошно ширење на морбили. Да. Еве јас осеќав должна вчера тоа да го споделам на мојот Facebook профил со цел нели да го прочитат родителите и да видат како треба, мислам, бидејќи сите ние сме одговорни за нашите деца. Ние како лекари сме одговорни да можеме што поадекватно да го спречиме ширењето на самата болест, меѓутоа родителите се најодговорни. И затоа им реков, и затоа напишав дека како одговорна личност нели во оваа ординација, која што нели имаме повеќе ординации, не е само ова педиатрската, треба да одделиме здраво од болно дете и тоа го применуваме. Не од сега го применуваме ние во тек на целата зима, заради тоа што претходно имавме појава на грипот, кој што исто така е многу екстремно фатален за децата, особено ако заболат од грип, и тогаш имавме некоја одделување на здраво од болно дете, се со цел да колку што може да не настане нели заразување на здравото дете од страна на болното дете. Меѓутоа сега со појавата на грипот за среќа стимна, го немаме веќе на нашата територија, меѓутоа се појави морбилите и опасност од појава на морбили. Ординацијата има голем број на бебиња што се под една година и практично се незаштитени деца и мораме да внимаваме како лекари и како одговорни доктори пред се, мораме да внимаваме да не направиме практично пренесување од некое
дете кое што е во тек на инкубација на здраво дете. И затоа беше мојот апел. Меѓутоа, не е само ординациите. Ајде тука ние колку што можеме ќе гледаме нели сето тоа да го средиме да не дојде до контакт здраво и болно дете, меѓутоа многу е битно и самите родители се однесуваат внимателно и грижливо. Децата не смеат да одат во затворен простор. Значи тука спаѓа игротеки, спаѓа кафичи, спаѓа роден деновци, барем сега во сезоната на епидемијата, без разлика нели ако се вакцинирано, особено ако родителите имат помало бебе под 1 година што не е вакцинирано. Тука особено треба да се внимава, заради тоа што и тоа дете ако е вакцинирано над 1 година со 1 доза е потенцијална личност која што може да биде заболен од морбили и не сакајќи да го пренесе на детето кој што не е практично на доенчето кој што не е вакцинирано. Значи да немаме дружби во вид на одење на гости, па идење на гости, сето тоа да биде избегнато во овој период. Колку што може децата повеќе да се, еве сега почнува и топлото време, значи да се излегуваат надвор на прошетки, на дружење надвор, каде што не постои епидемија од затворен простор, опасност од затворен простор, и со цел и за еден многу поубав раст и развој на детето, отколку да бидат затворени во еден затворен простор каде што епидемијата многу може полесно да се појави. Пред малку спомнавте дека вакцинираните деца од МРП вакцината може да се појави повторно морбилите, но со поразлична клиничка слика. Би сакала да упатим еден апел кон родителите, без ширење паника дека невакцинирано дете и вакцинирано дете од МРП вакцината носат различни клинички слики и тоа со сигурност безбедност од ширење. Значи вака, вакцинирано дете со 1 доза, вакцината не штити 100% од болеста. 100% од болеста штити прележена морбили. И еве јас на пример мојата мајка ми рече дека сум прележена морбили пошто сум родена нели пред 72-та година, кога е веќе воведена вакцинацијата за морбили, а е воведена заради тоа што се имало многу заболени деца претходно и со многу тешки последици и едноставно имало многу смртни случаи. Значи таа, ако е прележена, она се смета дека е 100% има доживотен имунитет, меѓутоа вакцинираното дете не е 100% заштитено од вакцината. Меѓутоа, ако ја добие болеста, ќе помина со многу блага клиничка слика. Значи може да оде со една температура, со еден осип, обично не дава компликации на плуча, немаме никакви компликации, со тоа што мора нели тој дел да биде прележан дома, да си лежи во една чиста средина и да биде негуван од страна на мајката. Се од тоа дете ако е прележе може да го пренесе болеста на дете што не е вакцинирано или на вакцинирано дете, меѓутоа невакцинираното дете ќе добие многу тешка клиничка слика, обично завршуваат со тешки воспаление на плучата, за жал отидоа неколку животи. Знаеме да моментално на педиатрија, како што слушнав, имаме некаде 7 деца што имат тешка клиничка слика и на инфективни болести исто така има хоспитализирано деца со тешка клиничка слика. Тоест, тешката клиничка слика подразбира воспаление на белите дробови, меѓутоа со еден прогресивен тек и воспаление на мозокот, како енцефалопатија, енцефалит, кој што можат, значи, да го однесат, да го земат животот на детето, меѓутоа може да останат и трајни последици кај едно дете. Еве и за крај уште еден апел до родителите. Па едноставно да се ги вакцинират децата со консултација претходна на лекар, ако се здрави. Ако евентуално имат температура детето, веднага да не трчат на лекар. Значи сепак ако детето е витално, сепак помалку јаде нели при температура, меѓутоа ако е витално игра, првите 2-3 дена може да го пратат дома, заради тоа што тој може да биде тип на инкубација. Ако избие осипот, ако е вакцинирано дете, зборувам, ако избие осипот, ќе биде толку ќе биде температурата, осипот и ќе се смири сето тоа. Меѓутоа, јас ги имам препораките за температурата кажано многу пати. Би сакал да кажам при температурите морам како апел да им пратам родителите, инекција за снижување на температура не постои. И еве како апел, значи или за освежување како што викат родителите, тоа е терапија со кортикотерапија. Таа терапија не само што моментално може да ќе ја падне температурата, меѓутоа ќе го намали имуниот одговор на детето, имуниот систем на детето и ќе направи уште поголем проблем понатаму кај децето, особено ако е од типот на вирозите, еве морбилите, тогаш ако ја имат снежувано со кортикотерапија температурата, а детето е во инкубација на морбили, ќе има потешка клиничка слика дури и ако е вакцинирано.
затоа што го уништуваат имуниот одговор, имуниот систем на детето, не му дозволуваат на детето да се брани. Значи сепак една голема грижа од страна на родителите, правилно третирање, редовно вакцинирање, особено децата што се над 1 година, сега и помалите деца со консултација на лекар, особено ако е здраво детето, сигурно вакцинирање и апел на родителите помалку да бидат во затворени простори. Така се благодарам. Ви благодарам и на вас. Поздрав од гледачите.